драги гледачи. Како сте, што правите? Јас добар еве, фала на прашање. И во оваа емисија ќе имате можност да видите нешто невидено. Како што знаете, секоја емисија Супер звезда да води во една нова и бура авантура. Овој пат ќе продолжиме од оному кај што застанавме минатиот пат. Бидете подготвени, се враќаме во Зоолошката градина Скопје, каде што не очекуваат нашите драги пријатели да ви презентираме нешто невидено до сега. Заминуваме. Добро утро, драги гледачи. Прекрасен, убав, сончев ден во градот Скопје, толку убав и толку прекрасен, како што следниот ќе го дочекаме дури следната пролет. Така да ова се последните убави сончеви денови кои имаме можност да ги поминеме, а Супер звезда донесе одлука последните убави сончеви денови да ги помине на едно од најубавите места во градот Скопје, па дури во едно од најубавите во целата наша република, а тоа е Зоолошката градина. Добар ден повторно за Батко Јоцо. Батко Јоцо, како сте? Одлично. Батко Јоце, Вие вас кога ќе ви видам, стварно се чувствувам супер. исто и ние, многу ни е драго да се дружиме заедно со тебе и со вработените од Зоолошка градина. Ова е едно место каде што личињата фантастично се чувствуваат, посебно во овие последни 2-3 години откако Зоолошката градина повторно заживеа. Дадовте ли многу труд, вложивте ли многу напор и енергија за да го возобновите сето ова што денеска имаме можност да го посетиме? Па да, мислам, може да заклучите и самите дека за вакво нешто се направи за толку брз период, за година-две, стварно треба огромен напор, сила, знаење и така натака. Значи, благодарение на претходниот директор Дане Кузмановски, кој што успеа да створи една таква работна атмосфера, да најде спонзори, пари и така натака, благодарение на владата, да речем, и на останатите чинители од градот Скопје, кои што возможија да обезбедат средства, а ние да ги спроведеме, односно да ги имплементираме тие средства и да направиме една прекрасна зоолошка градина. Една прекрасна зоолошка градина која не е само гордост за Република Македонија, туку и гордост за целиот Балкан. Нешто вакво е дури многу тешко да се види дури во некои од нашите блиски соседни земји. Многу ни е драго што денеска ќе имаме можност да ја поминеме оваа емисија токму овде и токму кај вас. Ова е продолжение на минатата емисија во која што Супер звездите беа специјални гости во новиот терариум на Зоолошката градина. Минатиот пат кога бевме овдека имавме можност да видиме интересни змивчиња. Дојдовме овдека и се дружевме прво со едни малечки џуџести мајмунчиња, а потоа видовме разни змивчиња, почнавме со таа пченкарната змија, ги видовме кралската, ја видовме питонот, ја видовме млечната тарантула, видовме почитувани гледачи. Да, сите вие кои што не сте не гледале, многу сте пропуштиле, но затоа останете со нас во оваа емисија, ќе имаме можност да видиме уште некои интересни и прекрасни рептили кои живеат тука. Ајде само за најава, што ќе видиме денес? Денес планираме да продолжиме со видовите кои што ги сместивме во нашиот нов терариум. Тука ќе ги погледнеме денеска, значи, останатите рептили, односно змии. Тука се боата, потоа тука е питонот, белиот албино питон, игуаната и еден вид интересен на мајмуни, мали мајмуни исто, кои се викаат тамарини. Се доста специфични и интересни за посетителите. И ќе ги погледнеме и нив, пошто се сместени во истиот терариум поради нивните специфични услови кои што бараат да живеат. Така да секако ќе погледнеме сега на лице место
зашто се работи во оваа емисија. Какви чуда има овде, значи во зоолошката градина. Минатиот пат сите се плашевме од змиите, почитувани гледачи, да бидам искрен и морам да признам, но сега ајде да видам кој е тој што сака да допре змивче денеска, да видиме кој е тој што не се плаши веќе, готово. Ние го победивме стравот, одиме во новиот терариум, почитувани гледачи, ние тргнуваме, а вие доаѓате по нас. 3, 4, је! Правиме журка, ајде. Почитувани гледачи, ова што денес имате можност да го видите е продолжение на емисијата која што ја снимивме минатата недела. Добре дојдовте во новото издание на Супер Звезда, повторно Супер Звезда, специјални гости во терариумот. Минатиот пат, еве бевме тука и видовме многу интересни работи, само на кратко да се потсетиме почитувани гледачи, повелете дојдете. Еве да го видите овој како се викаше, ви текнува? Австралиски браде змеј. Браде змеј, да, австралиски браде змеј, значи го видовме змејот. Еве тука да ја дзирнеме малку, само да направиме простор, камерата да може да ја забележи. Ова е мексиканската тарантула. Еве мексиканска тарантула. Одиме понатаму да видиме што имавме тука долу. Ви текнува? Леопардов гекон. Јас го пипнав, го допрев, имаше и мажек и женка, ете ги таму сокриени се некаде позади таа грмушка. Ајде да видиме овде како горе што имаше, ви текнува? Жолтата, каква? Ана Конда, еве анакондата. Каква беше таа анаконда? Многу агресивна. Агресивна, само сега бидејќи беше јадена, беше питома, беше мирна и не многу напаѓаше. Инаку, како што ни кажа батко Сашко, анакондите секогаш се агресивни, таков е нивниот темперамент, значи такви се тие како змивчиња, така да треба да се внимаваме од нив, иако не се отровни, знаат да напаѓаат, имаат запчиња со кои што можат малку да не повредат, а овде кај што го гледате е кој? Топчест кралски питон, ево кралскиот питон и овој питон имавме можност да го допреме да поиграме со него, станува збор за едно бебе питонче. Еве го гледате сега каков е убав, легнат тука оптегнат, спремен, дотеран да се снима за на телевизија. Сега одиме да видиме понатаму што имавме горе. Еве ја, која што напаѓаше во првиот контакт, тоа е пченкарната змија. Јас еднаш имав можност да имам една ваква пченкарна змија околу врат. Еден батко кој што се вика Батко Воја, беше љубезен и ми закачи една ваква змија на врат, така да тоа беше моето прво вака искуство со една пченкарна змија. Така не многу пријатно, но полека успеав и јас да се навикнам, така да денеска имам страв, но не толку многу. Еве сега дали се срами пченкарна змија па се крие од нас или таа има навика вака да се крие под тревата. Дали е тоа нешто што таа редовно го прави, не знам, батко Саша како ќе ни каже малку подоцна, а сега се селиме овде долу да се потсетиме и на ова бебе. Ова беше кралската змија. Ви текнува, Марко, да? Да. Кралската змија, еве, убава, малечка, прекрасна, ни кажа батко Сашко дека ова се бебиња, нели? Да. Да. Ова е кралската, а позади таму имаме уште една змија, таа беше афричка домашна змија, доколку убаво се сеќавам, таа беше африканска домашна змија. Најверојатно такви змивчиња се чувале по дома, па затоа и дале такво име и им шетале по дома. Овдека горе имаме една прекрасна, една од најубавите змии на светот, драги гледачи, верували или не, тоа е млечната змија. Неверојатно убава змија, прекрасни шари, значи нешто што природата кога го направила, може слободно се каже дека направила ремек дело од змија. Интересно е тоа што оваа змија е сосема безопасна, но многу слична на неа. Има уште една змија, која што не го знам името како се вика, корална змија, која што е неверојатно многу опасна и многу отровна. Најотровните во светот. Значи дефинитивно една од најотровните во светот. И за крај да се потсетиме и на бубашвабите кои што се храна, ајде да ги дзирнеме лебарките, еве ги бубашвабите кои што се вика аргентинска лебарка. Ова аргентинска лебарка повеќе служи, почитувани гледачи, за хранење на овие рептили кои што ги имаме тука. Да, што се хранеше со лебарки? Тарантулата. Тарантулата, браво, Марко, брзо дневникот да ти ставиме петка. А сега ние, почитувани гледачи, продолжуваме од ова место овдека. До мене се наоѓа нашиот денешен домаќин, Батко Јоцо. Батко Јоцо, здраво уште еднашка.
Па продолжуваме сега од каде? Продолжуваме од кај, пошто имаме, рековме, два вида на мајмуни во терариумот сместени. Значи, џужестиот мармазет, кој што го видовме во претходната емисија, најмалите мајмуни на светот. И тука се наоѓаат еден вид на мајмуни, тоа се мармазети, кои што се доста интересни мајмуни, доста динамични, атрактивни пред се за посетителите, пошто што поатрактивни се животните и подинамични, толку вниманието на посетителите, односно децата, го задржува нивното внимание и ги посматраат, ги анализираат. Прават атракции нон-стоп вака? Да, нон-стоп се вака, значи тие ретко мируваат. Не е за пред камера само, значи тие нон-стоп вака скокаат, рипаат, се качуваат едни на други. Специфично е за нив што доста може да се владуваат доста големи далечини од дрво на дрво да скокаат, дури до 15-16 метри. Неверојатна работа, 15 метри може да прескока на оваква мајмуч. Гранка на гранка, просто неверојатно за големината на овој вид. Има долга опашка, има ли? Интересно е што се доста црна боја, значи имаат портокалово црна, повеќе на црна удира, а нозете им се портокалови како да имаат некои чизмички или чевлички на раците. Точно како со чизмички делува, тоа им дава посебен шмек вака. Им дава посебен шмек, значи Јужна Америка изобилува со разновидност на биодиверзитет на во животинскиот свет. Тие се едни, значи, од мајмуните кои што живеат во Јужна Америка. Еве се сакав да прашам дали нивната долга опашка има некаква функција, некој знаат ли да се фатат придржат со опашка или не? Овие не се од тие мајмуни, има мајмуни кои што ја користат опашката како екстремитет, се држат за неа и се префрлуваат од гранка на гранка. Овие мајмуни не им е таква опашката за да може да се држат па да се пренесат. Батко Сашко ми кажа дека за разлика од другите, од тамарините, овие од мармазетите, тамарините се многу по-дружелюбиви, сакаат да се дружат. Да, сакаат да се дружат, зооneгователите кои што ги хранат, доаѓаат, се качуваат на рамо, земаат од рака, значи доста комуницираат со луѓето. Овие се уште да кажам нови животни во нашата зоолошка, од пред 5-6 месеци се тука, па контактите нели од месец во месец, од година во година стануваат врските подсврсти и поголема доверба. Мора животното да стекне доверба во човекот кој што го храни, за да може со него после да воспостави ефтен блиска врска. Сакам едно прашање да им поставам на суперзечките. Дечки ви се допаѓаат ли овие мајмучиња? Да. Тебе Злато ти се допаѓаат ли овие мајмучиња? Би сакала ли едно вакво дома да си имаш? Да? Сакате по едно вакво дома да си? Кај ќе го чувате во кафес, да? Во соба. Што би се случило ако имаме вакво и го пуштиме едно соба? Па може да ја прежалите собата, мислам, и да си купите нова соба. Ще треба познаеме. Нов намештај, кревети, јоги. Да сакаат се да пипнат, се да фатат, секаде се качуваат. Многу се радознали, супер, прекрасна работа. Од каде дојдоа овие тамарини? Овие тамарини заедно со мармазетите дојдоа од зоолошката градина во Барселона, ни ги донираше зоолошката градина. Браво. И многу е интересно за нив што значи контактот кој што го остваруваат со не може на пример сега ја да влезам натре пошто не ги хранам, сигурно нема да земат од мене или ќе се двоумат дали да земат храна или не. Нема доверба се уште. Да, па се научени ефтен на нашиот зоонеговател кој што тука ги храни и со него има доста, не знам, можеме ли да снимиме нешто доколку сме во можност, не знам дали се хранат или не се. Да, доколку денес имаме таква прилика. Прилика да видите како изгледа кога зоонегователот ги храни. Јас Батко Јоцо ти благодарам за сите информации кои што ни ги даде, ти благодарам многу. Ние ќе направиме кратка пауза сега, почитувани гледачи, а веднаш потоа продолжуваме овде во дружба со Батко Саш. Прекрасно е тоа што има неверојатно голема посетеност терариумов сега во овие денови од како е направен. По колку посетители во просек има прилика дневно? Што посета, не сме ги бројали, али има многу има, да, многу има. Значи нон-стоп е пун тоа терариумот, значи ваѓа време се задржува тука пошто има доста интересни содржини. И тоа е тоа. Тоа е доказ дека сте направиле нешто прекрасно, дека сте направиле и вие ремек дело. Ајде сега да видиме каде дојдовме да бидеме гости. Идеме кај игуаната. Значи ова не е игуана, ова не е подрок од бугарската зоолошка од Софија. Да, со она е возрастна игуана, сега правиме напори значи да земеме млади игуани. Така да исто и овдека правиме една контрола од наутро, значи па се чисти, па да видиме се јадева, не јадева, температурата па на водата и амбиентот дали одговара. И тоа е тоа, не? По принцип игуаните се мирни, но за разлика од тие мирни, ова игуана не е толку мирна.
Па да, игуаните се мирни, сега зависно како е чувана таму, затоа што она кога дојде од таму беше доста агресивна. Ние правиме напори тука да се смири малку од малку, меѓутоа не може се она е возрастна, ајде млада може да се учи и да се фаќа. Она е агресивна со тоа што знае да удри со опашката, да и знае да касне, меѓутоа тоа е тоа, али се работа си работа, така да мора ние да си ја... Не е отровна, не е страшна во секој случај. Параме без проблем, пак е, не секогаш пак се храни. Така, еве да видиме сега да не ја вознемириме. Дечки, ви се допаѓа ли игуанава, еве сега да ја циднете? Ви се допаѓа игуанава, гледате како ве гледа. Одма се накостреши. Така, кога се брани се дува, знаеш, онака си го зголемува волуменот за да изгледа поголема. И за да бегаат непријателите, за да мислат дека е поголема, да. Еве вознемирена е малку сега. Добро, тоа е што да правиме и дојдовме на гостини најавени. Тоа има големи канџи кои може тоа да повредат. Така. Значи знае тоа да изгреве. А да рипне да скокне? Па не е толку. Добро, во ред, сега еве можеме да ја разгледаме, да видиме од близко како е, да ја поздравиме. Температурата си е добра, влажноста си е добра, така да сите услови за неа. Со што ја раните срши игуана? Се она јаде зеленчук. Зеленчук ја? Да, значи само зеленчук се храни. Значи морков, марула, зелка, све што е зеленчук, све јаде. Прекрасно. Да, прекрасно, да. И се ренда зеленчука, така да сега знаеш, фактички што задоволуваат потреби, кажи витамини и минерали. И сега понекогаш да ми брашното црви ради протеините. Тоа е тоа. Ајде сега да одиме понатаму да видиме што имаме овде. Имаме овде нешто многу интересно. Боа констриктор, значи ова е боа констриктор. Каква боа? Што сега ова боа констриктор или змиски цар? Царот на змиите, значи змиски цар имаме сега да видиме. Меѓутоа малку проблем е сега да ја вадиме надвор за да играме, пошто имаме многу гужва, разбираш? Да, значи ова го правиме наутро обично тие контроли кога нема луѓе, за да се видат паразитите како што кажавме, знаеш, ги гледавме другите. Да. Исто и овдека се контролира температурата, влажноста, да, мртнува се зичето од време на време. Опа, осеќа вибрација, осеќа мирис, знаеш и си го бара пленот фактички. Боата. Би требало да јаде, значи денеска нема да раниме. Обично ги раниме наутро кога нема никој за да не биде нешто непријатно, за да се гледа како она го фаќа пленот, како го голта ради децата, иначе не е проблем да се храни. Кажи ми, дали е опасна боата? Што фактички оваа боја не е опасна. Ова боја не е опасна, што што чуваме не е опасна. Ако се најде у природата е опасна сигурно, нели? Тоа што знае тоа да нападне, знае значи да укаса, знае да укаса, али фактички таму значи нема отров. Што така да удав и таа удав сака да дави. Значи она јаде па со давање, првин па го дај предот, па го голта цел. Супер. Колку е стара оваа боја која ја гледаме? Оваа боја има 6 години. 6 години, иначе живеат од 15 години. Имавме еден питон стар, што го чувавме тука 18 години, што го чував. Неверојатно, значи да. Тоа веќе е возраст, оноато доста возраст, зашто фактички природа живеат со 15 години. А ние го чувавме 18. Имал специјална нега и специјален третман. Саша, ти се поврзуваш ли со сите живот? Па да. Си ги сакаш? Па ги сакам, нормално. Знаеш, сега што знам, оваа работа мене ми е нека специфична, знаеш, има нека специфика, знаеш, и не знам, и ми е мерак да работам, ми е работам со мерак, а не од што морам или од што така. Мене ме интересира дали освен тоа што овде чуваш животни, бидејќи тоа е твоја работа, дали дома чуваш нешто? Па сум донел дома некогаш, сега змија која сум носел па на снимање и така. Али ако донесам дома е многу рично, зашто може дома да ми избркаат и мене. Да, може и мене да ми избркаат од дома со све змијата, така да дома не чувам. Така да, дома е малку незгодно да се чуваат вакви работи, иако има луѓе кои што сакаат да чуваат, сепак ова... Имам 10 години која нешто така змии и ги допира змиите, си играа па со змиите, така да така изгледа се метнува на мене, најверојатно. Тоа што ти го имаш наследено од твојот татко, таа го има овој пат сега наследено од тебе. Да, тоа е сигурно. Ајде да продолжиме овде, како што гледате, е многу весел и ведар амбиент, почитувани гледачи, многу посетители има денеска во зоолошката градина. Може да погледнете по земје дека има многу дечиња и возрастни мајки татковци кои што од разни страни на градот Скопје дојдоа овдека. Денес морам да кажам дека не е викенд.
да не се збунат. Иако оваа емисија се емитува во сабота, денес почитувани гледачи е четврток и интересно е што има многу луѓе денеска овдека во самата зоолошка градина. Интересно е тоа што самото реновирање на зоолошката градина предизвика огромен интерес, па сега не само викендите, дури и другите денови прават да овде зоолошката градина прекрасно живее и да и преполно. Ајде сега да одиме да видиме што друго има да погледнеме. За страна уште ни останаа питоните, значи имаме уште останаа питоните. Фактички тука таму се овдека имам тоа бурбански питон. Ево го бурманскиот питон, почитувани гледачи, дзирка. Верували не, дзирка, еве го. Он е јаден сега брзо, али меѓутоа изгледа сака уште да јаде, пошто изгледа го сварил пленот, он јадеше кокошка. Се може да му се познава, да му се познава кокошката како му оди низ стомакот. Можеме и да го отвориме и него, и он е мирен, али меѓутоа истото не можеме да го направиме сега, па заради Има многу луѓе. па посетеност. Да. Малку ќе почекаме, малку доколку успееме да начекаме да останеме сами, еве ќе може да го видиме и Питони со не другиот, само тоа е обино, значи бел питон, а ово истиот питон само со природните негови бои. многу љубопитно ми ги гледа дечиња од Супер звезда, леле како ги гледа, па си ги засака. Да, па и он осеќа дека има многу гужва, знаеш, си приметува, значи самите вибрации на тоа шотеренот. Знаеш и да, и за тоа и она се раздвижува. Колку е стар овој, кажуваме дека е млад, колку е значи млад овој питон? Овој го добивме сега, значи немаме точен шбудаток, али альтпрограмината ще има околу 3 години треба да има. Тоа 3-3,5 години треба да има. Или дека е карактеристичен по тоа што на врвот на главата има шара во облик на стрелка. Облик на стрелка, да, значи таа може нешто да се види. Шарата во облик на Тоа е стрелка. карактеристика што на таа змијата како да има стрела на главата. Па на самата глава тоа дозгора, значи може да се види како копие. Да, го гледаме, да, браво. Копие. Ајде сега од овде се селиме, одиме понатаму. Температурата исто си е 26 степена скоро, 66% влажноста, за да му се застапи практички амбиентот, тоа што ми е Бурма, Индија, што беше приносели нека што живее он. Да си има иста влага и иста температура како што си има дома, така да гледаме дека се чувствува како дома. Ходникот ќе се спушти. Да? Да си прошета, да. Да, Сака- пуштал и надвор на Сака да шета и оди надвор кога е лето. го пуштал, да. Да го пуштиме ли дечке малце вака да прошета? Вие ќе се седите, ќе си го гледате или ќе побегнете овде? Ајде да видиме кој ќе побегне, ајде да видиме 3-4 да направиме малку простор. Еве драги гледачи, не правиме пауза, продолжуваме понатаму. Еве го питонот, верували или не, бурмански питон, специјален гостин денеска во Супер звезда. Еве Супер звездички може да го видите, овој прекрасен. Да, Шушти, тоа значи дека се нервира. се нервира, да? Да, штом шушти се дува. Да не го изнервираме многу, не, па да земе да не излезе тука. Шушти, аха, шушти, еве го шушти. Он е најаден и он е доста јак, знаеш колку е Силен, неверојатно, значи колку е силен. Да го видиме стварно, значи еве и стрелката му се гледа овдека на главата. Бурмански питон, значи неверојатна работа, батко Сашко ти вака без страв све си питнеш? све питка. Значи неверојатно нешто. Значи, Дечки, кога вака добро свети, значи е здрав. прав, направен кој што треба. Да, да. Са којато некако да е лакирано, уствари он е сув. Мене ме гледа, па личи дека е мокар, ево може. мене ме гледа, па шушти. Значи на мене се нервира нешто денеска да видиме. Чекај, вака да го пипнеме, да го допреме. А, ви се допаѓа? Да? Не се плаши. Сакате за глава да го пипнете малку? Да. Ви се допаѓа ли питон? Бурмански питон. Сте пипнале ли некојаш да се? Не, а ти злато не. Сака да каже за камерата. Да, бурмански питон. Како шушти. Гледам, не, па не бил толку страшен, значи не најаден, ништо не ни прави. Еве, гледате, значи дека стварно овие животинчиња овде кои што се чуваат со многу љубов, како што ги чуваат во зоолошката градина во Скопје, гледате какви се стварно добри, убави питоми, мили, фини. Еве се изнаигравме. Какво е чувството да се допре змија? Пипна злато ти? Не сакаш да ја пипнеш? Ела пипни малку. Ајде, ле, вака, слободно се.
сакате на врат да ви ја ставиме? Не, ја, кој сакаш за на врат малку? Ја. Да, Марко, сакаш малку змија на врат да ти ставиме? Ајде да пробаме да видиме како ќе ти стои питонов на врат, Марко. 3-4. Плашење нема, немој да сега да побегнеш па да треба да трчаме по тебе до градски стадион да те бркаме. Ај, Марко, со питон со шушти, леле, браво. Марко, како е, бе? Супер. Марко, сега види колку женски ќе почнат после ова да се пуштат. Страшна работа, ќе речат, па овој бил мажиште, бе. Овој бил невидено мажиште. Браво, Марко. Ти си допаѓа питонот? Да, Да му ја пуштиме главата или вака да го држиме? држате го. Ќе го држиме. Сака ли уште некој да проба? Да видите дека не е страшно? Сакаш, Андреј? Малце, вака црц, малце да го ставиме. Браво. Добро, чим не сакаш? Не, Марко кажа, Марко страшно е. Не, Додека додека си со питон на вратот, што ќе кажеш, какво е чувството? супер е чувството. Ако те допират вака како го допреш малку, не е малку поладено. Да, и многу е ладен. Ако ќе допреш некој друго животинче е најчесто топло, но тоа е вака малку ладен. Ти прави вака страв малце? Малку. Малку шубен, или да, не е баш едноставно да се држи. Сепак од време на време, значи вие ги вадите вака животните надвор. Да. За да ги проверите, што проверувате кај животните, како изгледа еден преглед на животно. Кога прегледуваме, значи прегледува што се прегледува на кожата, се прегледува првин. Значи први се гледа кожата, сега ако е сјајна, значи тоа е добро, се паразити, тоа се бараат испод лушпите, например, тука одоздола. Дали има некој паразит случајно? Да, се гледа дали имаат паразити, да. Значи тие се основните работи. Основни работи тоа, значи ако е вака јак, значи ако е дебел, значи се гледа, значи тоа значи дека е добар и дека е здрав питон. Интересно е што исто сме јаден и ја јадев кокошки и тој јадел кокошки. Тоа е тоа. Само он ја јаде цела за разлика од мене. Да. Да, пушта кожа само, сега нема, гледаш дека се е сјајно. Сега нема сменето, значи кожа. Што ми јадеше кокошка, ќе јаде пак, па тек за едно 20 на дена може да ја смени. Ке смиени, значи кожа, браво, прекрасна работа, бурмански питон, Баткојоцо, се плашиш ли ти од змија? Не се плашам, но не ми се специјално, знаеш, Така да. дали треба. Што ние зоолошката градина немаме посебно зоолози кој што би бил специјализиран, да речеме, за цицачи, за рептили, за примати, за мајмуни. Значи работиме се и сашто секој работи се, можам да кажам, значи ние неколку два-тројца сме тука и така. Овде Батко Сашко атракции ни прави со питонот. Значи, уникатен е Батко Сашко и чуш дека го викаат во случај кога има проблеми змија у двор кој ќе дојде едно друго. Одиме интервенции на Сашко интервенира. Да. Ги фаќа змиите. Да. Марко, како се фативте вие први другари сте? Чекај, леле. Вика, его другар ми сега не го пуштам, ки идеме заедно у град. Не. Супер. Може ли сега да го вратиме? Да вратиме нашиот Треба да го одмотаме се обратно. прекрасен бурмански питон. Сега, ајде сега да го одмотаме. Марко, браво, јас морам да ти пружам рака и да ти кажам дека си вистинско мажиште, а вол ти вера, секоја чест. Еве да го вратиме сега бурманскиот питон, да му кажеме чао. И во некоја од наредните емисии се надевам дека повторно почитувани гледачи ќе имаме можност да дојдеме овде и да се поиграме малку со него. Сега Батко Сашко одиме понатаму, што е следно вака на дневен ред. Ајде да го видиме албино питонот, почитувани гледачи. Нема да го фаќаме затоа што е јаден. Тоа може да се види, сега ќе отвориме за да може да го сними камераманот. Да може нашата камера да го регистрира, само малку да направиме место. Почитувани гледачи, одиме сега. Он е јаден, имате еден зајак, ама еден голем зајак. Еден голем зајак има изедено и сега подолго време треба да го вариме. Подолго време ќе треба да стои мирно. Ајде сега вака малку да направиме простор, да може нашата камера да го сними, нашиот питон. Еве го. Што значи албино питон? Што албино питон значи дека питонот нема боја. Дека нема боја, затоа тоа има вакви бело-жолти, да, бело-жолти шарки. Дали се тоа ретки видови на змии? Не се ретки видови. Тоа Се среќаваат во природа. ги има и во природата и што и вака во заробениште. Знам дека има ретки видови на албино животни, како што се, например, лавови, тигрови и слично, но кај змиите значи не било тоа до толку реткост. Еве се гледа, Види кај му стои зајакот уште каде, он дека фактички тука во дебелиот дел. ето се гледа. И уште се вари. Се гледа, значи се вари. Чим не мрда, значи пола е сварен. Ајде Баткојоцо. Можеме да кажеме, значи, за гледачите да знаат таа работа околу меланизмот, односно
белата боја, црната боја кај животните. Имаме значи меланизам, односно знаете црни леопард има. Тоа е фактички недостаток или вишок на меланин кој што е пигмент на кожата. Доколку тој пигмент е во недостаток, тога се појавува значи албинизам. Се појавува бела боја кај животното. Значи дека тоа е недостаток на пигментот меланин во кожата. А имаме бели животни, кои што како што има бел лав, како што има бел тигар, тоа не се албино видови, него тоа се видови бели кои што влечат рецесивен ген уште од ледено доба. А така, значи од тоа време, така. Бели и животни и албино животни. Едно е бело животно, друго е албино. Значи овие лавовите што се во Белград и лавот и лавицата кои што ги видов. Рецесивен ген носа, значи има лав бел кој што носи рецесивен ген. Тоа не е албино лав. Така. Да. Прекрасна Така работа. да се многу ретки во природата, се среќава значи на да наречам на неколку илјадници животни, еден да се роди да повлече некој рецесивен ген од нивните предци и да се роди бело животно. Така Кој што понатака може повторно во некоја F10 генерација повторно да се појави некој животно со таков рецесивен ген бел. Да. Таквите животни веднаш будат интерес кај вас биолозите и зоолозите, одма сакате да имате таков пример. Тука има простор за истражување, а доста интересен и за посетителите се таквите видови. Кои се убави зоолошки градини да се посетат низ светот, додека и доколку имаат можност нашите гледачи и дечињата да излезат надвор, каде вие препорачувате? Јас морам да препорачам една многу интересна зоолошка градина, тоа е зоолошката градина Артис во Амстердам. Дури имам снимено емисија, почитувани гледачи, таму во далечната 2001-2002 година, кога овдека имаше некои етнички конфликти. Така да тоа е место кое што дефинитивно морам да ви го препорачам, доколку некогаш одите во Амстердам, да ја посетите зоолошката градина Артис. Вас, Јоцо, ви оставили нешто впечат? Повеќе имам посетено зоолошки градини низ Европа, но си има значи топ листа како што има за се има за зоолошки градини. Моментално значи прва на топ листата во светот е Сан Диего, зоолошката градина во Америка, во Калифорнија мислам. А од нашиве простори тука наречеме на Балканот и поблиску, една од убавите зоолошки градини е зоолошката градина во Будимпешта, каде што може да се видат многу работи. Исто така во Белград е многу убава зоолошката градина со доста голем број на видови, со тоа што просторот за животните е доста мал. Живеалистата се набиени, да не речем една до друга, и како што поминуваш, значи на метар има ново животно, па на метар ново животно, има голем број видови, но не остава впечаток. Се те праш што видов пред 3 кафези, не знаеш. Така, па на Калимегдан мал е просторот, мал е просторот таму. Со тоа што Будимпешта, нормално Виена е многу убава зоолошката градина, Барселона е прекрасна. И така натака, холандските зоолошки градини се фантастични, мислам, нема... Ме интересира. Копенхаген исто така е многу... Каде целиме ние да стигнеме со нашата скопска зоолошка градина и со целиот труд и ангажман кој вие несебично го вложувате овде од ден на ден? Па ние според тоа што сме една од првите зоолошки градини на Балканот, основана е зоолошката градина од Станко Караман во 1926 година, тоа се 85 години оваа година полниме. Значи со голема традиција, големо искуство. Тежиме да бидеме на Балканот, сме една од подобрите моментално, значи со овие 2 години, тежиме кон тоа да бидеме членка на Европската асоциација на зоолошки градини ЕАЗа и да се приближиме до нивните зоолошки градини, да ги наречеме европски зоолошки градини, со кои што би се носеле, да речем. Така. 26 октомври, ако не се лажаме, денот на зоолошката градина во Скопје. Мислам дека така беше. Така да би сакал да ви го честитам 85-тиот роденден, да сте живи и здрави и уште 1000. Чекате и вие 85 години, супер звезда емисијата. Да, и многу уште 1850 години да сте ни живи и здрави, да ни правите вакви убави работи со кои што ќе можат нашите дечиња да се едуцираат, каде што ќе може самите тие да уживаат, но да уживаат и родителите. Морам да признаам, значи пред целата македонска јавност, дека откако е реновирана Скопската зоолошка градина. Јас сум еден од најредовните посетители, ние се гледаме скоро еднаш ненелно овдека. Верувате ми, почитувани гледачи, се трудам значи да го украдам секој можен ден кога е надвор е убаво и кога надвор е топло, да дојдам со мојата прекрасна керкичка овдека, каде што се забавуваме, уживаме, рипаме, скокаме и не само што има животни, не само што има и храна за животни, па може да им се даде на козите, на јарињата, тамо на овчичките. Си играме, се галиме со срчињата, уживаме кај мамуните, доаѓаме овде, дури
има и еден убав дел на забавен парк на самиот влез, каде што се лудлачките, каде што ги има тие душиците. Морам да кажам дека ја претворивте зоолошката градина во вистински мини Дизниленд во Македонија. Да, допрва, значи, че се очекува нови содржини, една од нив е во апропо муабето што го кажа, дека во зоолошка градина планираме да изградиме Children Garden или зоолошка за деца, каде што децата специјално ќе добиваат храна, ќе можат да влезат во еден заграден дел како фарма, каде што ќе можат да имаат близок контакт со јариња, мали срнчиња, лопатари и така натака, млади животни со кои што ќе воспостават контакт. Едно од тие, значи, тука се случуваат и доста многу ивенти во зоолошкава градина. Една од нив беше минатата недела се случи хепенинг по повод децата болни од аутизам. Имаше по покровителство на првата дама на Македонија. Така да децата болни од аутизам, едно од лечењето е контактот со животните. Така да во тој смер вложуваме напори да направиме едно катче тука, каде што децата болни од аутизам ќе можат постојано да бидат во контакт со животните од нашата зоолошка градина. Ги кажавме дека ги поддржуваме сите ваши идеи, сите ваши проекти, со оглед дека правите нешто убаво за целата држава и пошироко. Супер звезда ќе биде тука секое време кога ќе биде потребно да ги промовира сите ваши активности, а со оглед на тоа како што сте почнали и како што видите, многу набрзо ќе се видиме повторно за некое време. Што е следно што ќе дојдеме да го промовираме? Постојано нешто имаме, некои нови содржини, нови животни, нови живеалишта се градат. Кога се пушта ново живеалиште, нормално се организира прес за да бидат запознаени преку сите медиуми новитетите кои се случуваат. Нашата веб страна исто така се апдейтира со нови настани и нови случувања во зоолошката градина. Така да зоолошката градина се надевам дека за една година, најмногу 2, ќе стигне до едно ниво кое што ќе се носиме со европските зоолошки градини. Апсолутно, што сега е направена гордост на Македонија, но не се сомневам дека ќе биде гордост на цела Европа. Господин Јоцо, ти благодарам многу што беше дел од Супер звезда денеска, ти благодарам многу што ни овозможи едно вакво дружење, му благодарам и на вашиот колега господин Саше, кој што ни направи денеска незаборавно дружење овдека. Дечки, елате сега да им мафнеме на нашите гледачи, да ве прашам како си поминавте денеска, а? Убаво ли? Да, добро ли беше? Ќе го паметите ли оваа денешна посета на зоолошката градина за секогаш, да? Да. И Андре, како помина? Малку си уплашен од овие змии денеска, не сакаше да ти ставиме возбуден, да, но сепак во некоја наредна емисија ќе го видиме Андре одека дефинитивно со една анаконда околу вратот. Може? Да. Ајде сега да им пратиме многу бакнаши на сите кои што не гледаат, да им се заблагодариме, почитувани гледачи, бидете живи и здрави, ве очекуваме во зоолошката градина на Скопје, да дојдете заедно да се дружиме и да се забавуваме, а ние, почитувани гледачи, се гледаме повторно за 7 дена од сега во новото издание на Супер звезда, а до тогаш сакајте ги, слушајте ги мама и тато и гледајте Супер звезда. Чао од мене, чао од зоолошката градина Скопје, чао од батко Јоцо и од батко Сашко. Пријатно и до гледање. Се гледаме. Чао.